сме да нуркаме. А ја да гњурам. Ајде да ги излеземе горе. А гњурац ќе да гњури. И ќе биде готово. Готов. Готово ќе биде. Лила ќе биде Бейвоч, Памела Андерсон, а ја ќе бидам храна за риби. Ќе бидеш Мич, како си кажеш? Ау! Ќе те сликам и со телефон, чекай смири се. Па да снима, кажи ми. А, чао. А ја мислев да ја се експозира, ајде. Ајде се изпозира. Сакам Малдивите. Чекај, ќе видам. А коливе, шо? Стој. Ај види дали ова ти е као кадар, окей? Да ме сповула, да се спобудала, да се извулам од времен карактер. Да одиме, ајде. Ајде. Одиме во заливот на Коските, односно се доаѓаме. Еве овде. Залив на Коските, еве го Драгиче. Него што ќе правам со бркови под вода? Ау, ако ми се направи вака, ја ќе бидам некоја чудна риба со бркови. Шпицасти, али веројатно А има и такви, има риби со бркови, свирич. Ти си некој днивен далечен роднина. Има бркови, има риби со бркови, ма сом има бркови. Не верувам, треба да сме овде, кај одиме? Јас сум Мила, баш ми е драго. Лява германица, добра си? Добра, Баш ми е драго. Се го знаете, екипата ја знаете. Ние сме спремни. Ти спремен си? Јас секогаш. Се гледа. Уклучен микрофон? Уклучен микрофон? Здрав ти е? Мене? Дали ми е страф? Не, воопшто не ми е страф. Јас исто така немам страф, исто како Лила. Мислам дека за вакви работи не ни треба да се има страф. Треба да уживаме со што ни дава природата. Природата ни го дава ова за да го сподели некако со нас на еден вистински начин. Се наоѓаме на вистински место со вистински луѓе. Нема зашто. Добро, немаш да бъде малку. Воопшто ни малку. Јован, што правиме? Што збори? Сега правиме проверка да видиме дали му одговара джекетот, за да знаеме на него треба да монтираме боца. Ако е преголем, многу ќе има проблеми додека нурка, ќе го носи надвор од баланс. Ако ставиме точно ако е, тогаш ќе се осеќа исто како и ранец да носи. Може ли потреба некојаш да се даде вештачко дишење? Не, фала Богу, Што до е сега. најстрашната состојба што може да му се случи на човек, освен да се испаничи и тоа да го потроши кислородот? Не, всушност дишиме гасови под притисок. Так. Значи, тие имаат различни својства. Значи, воздухот како газ кога сме под вода, има различни својства кога го дишиме под притисок и затоа треба да внимаваме на која длабочина, колку остануваме, како излегуваме према површина. Значи, постојат одредени правила кои треба да се следат. Сега, доколку не ги следиме тие правила, може нешто да се случи. Сега, има секакви видови на повреди, исто како и во другите спортови. Постојат правила, треба да ги почитуваме. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Ова ќе мора, ако сакаш да естетски добро да изгледа, тоа ќе оставиш, ама не е професионално, али сепак. Зошто? Зашто во случај на незгода, Извини, ме повлечеш. мора Епа вака ти му направам. Еве вака. Доста, ајде, не си у емисија, вади тоа тука, ајде. Нема да ме нервираш. Ова да ме побуделе, види. сега вода влегува, е малце. Ќе ме олоди малце таман. Добро, може тоа да звониш. Во позадина гледате Лила и Сергеј се подготвуваат за нургање. За прв пат, уствари Сергеј за прв пат, а Лила за втор пат. Подготовките се при крај. Нуркањето ќе започне за неколку минути од сега. Сергеј, спремен? Спремен како и секогаш. Те фаќа малку паника, не, малку си ми возбуден.
Не, Јован ни Лила ме смешна. Јован ни даде супер инструкции. Така да ќе ги пратиме неговите совети, ни кажа како се функционира целата опрема, какви знаци се даваме под вода, како комуницираме ако не е добро, ако треба да сме побрзи или што и да е, така да ќе го пратиме него како инструктор за да биде секој што треба. Шо е, Васко? Спремна си? Шо е проблемот со тебе? Остај ме, човече, да гњурам, ќе те удавам. Ептен сум спремна, едва чекам да... Не можам, значи. Многу се смеам со Вага. Го прашав дали можам да се смеам под вода, ми рече можеш да се смееш под вода. Да. Превртено е. Јас сметам дека ќе направиме едно многу одлично искуство. Ќе имаме многу едно добро нуркање, искуството ќе биде супер. Сега излезе. Да не умре. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. Лила, како помина? Доле видов Ајкула, Дракула. Беше света? Си. Ти кажам, феноменално искуство, сериозно. Не е едноставно, да бидам искрена, навистина не е едноставно. Тешко летањето? Ова ми беше потешко. Мене ми беше супер, Васко, да ти кажам, прв пат ми е некако ми дојде водата природна средина, многу ми се свига и подводниот свет, не знам, физичка активност бара поспремна од што сме ние. Падна перајата. Ми падна перајата, ми ја зема, ми ја донесе, се закачивме, све беше окей, се осеќав многу смирено, многу ми беше... Да се заблагодарам на поканата на Ана и на Јован од Diving Center Амфора. Јован е феноменален инструктор, затоа што навистина не дозволи во ниједен момент да те фати паника, а може да те фати паника реално, затоа што... Фати ли тебе малку? Па, ти можеш да престанеш. Би падна перајата, не ја фати паника. Има мала паника на почетокот. Овој пат ти признавам, признавам дека имаше мала паника, меѓутоа тој е тука, околу нас, пред нас, позади нас, даваме знаци и така натаму, така што нета воопшто не беше некоја страшна паника, туку напротив една позитивна трема, нели? Меѓутоа пак ќе кажам, и одличен инструктор е навистина и нема шанси, апсолутно не да се уплашиш ни било што, јас сум бескрајно благодарна. И повторно и од моје име ќе ти се заблагодарам и за трпението и за све што сподели со нас. На сите ќе им препорачам
топло да го пробаат ова искуство, пошто е вистински нешто незамедливо. Благодарувам на Васко, на Еден ТВ што ме поканија повторно да ве забавувам тука и така натаму и секако не пропуштете прилика да бидете дел од овој дайвинг центар и секако и Јован да ве направи луѓе амфиби, така? Така, Ние се бевме сложило. амфиби, се гледаме. Чао, чао. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all.